Советот на општина Кочани ја одржа 55-та редовна седница на чиј дневен ред се најдоа 28 точки, главно извештаи за реализација на програмите за работа на општинските служби и институции. На седницата, без многу дискусии, со 12 гласови за, членовите на Советот го избраа Александар Темелков за нов командир на полициската станица од општа надлежност. На испразнетото командно место тој ќе се најде по нешто повеќе од половина година, иако службата во овој период функционираше без поголеми проблеми. Во образложението на предлогот за избор на командир, во кој се најдоа уште двајца кандидати, стои дека Темелков има 20 годишно работно искуство во полицијата, при што во изминатиот период беше и заменик командир на Кочанската полициска станица. На 55-та седница, поради намалената вредност на склучените договори во однос на проценетата вредност, советниците ја усвоија измената на планот за јавни набавки. Исто така беа изгласани и измените на програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација, на програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици, како и на програмата за социјална, детска и здравствена заштита. Општинскиот совет даде согласност на договорот да се прими донација од НЛБ Тутунска банка. Таа преку општина Кочани ќе додели таблет компјутери за учениците од кочанските училишта. Донацијата е во вредност од околу 270.000 денари. Одлуката на Советот за проширување на буџетот на општина Кочани ќе овозможи реализација на средства во износ од 20.200.000 денари. Тие се наменети за капитални инвестиции во основните и средните училишта, како и во детската градинка Павлина Велјанова и библиотеката Искра. Дискутирајќи по информацијата за состојбата со коронавирусот, членовите на Советот на 55-та седница ги повикаа граѓаните на одзив за вакцинација, како и на доследно почитување на мерките за заштита и спречување на ширењето на заразата.